Почитувани представници на медиумите, добродојавте на пресконференцијата на која што ќе се обратат председателот на владата на Република Македонија. Во разговорот за билатералните односи, заемно беше оценето дека постои континуитет на политички диалог, меѓусебно почитување и доверба, како и добра соработка на регионален план. Се концентриравме и на потребата од интензивирање и унапредување на економската соработка во патната и во железничката инфраструктура, како и на повеќе проекти од областта на енергетиката, односно енергетското поврзување. Како што е веќе познато, Македонија веќе е во длабока фаза на подготовки за изградба на дел од автопадот од коридорот 8. За останатиот дел исто така сме во фаза на изнаоѓање на решенија за негова реализација и се надеваме дека со заеднички напори на двете страни имаме се подобра и подобра патна инфраструктура помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Република Македонија и понатаму останува проактивно ангажирана за унапредување на добрососедските односи и регионалната соработка. Веруваме дека сите предизвици во регионот може да бидат надминати со конструктивна политика во духот на европската соработка и добрососедството, а врз основа на принципите на почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и мирното решавање на актуелните предизвици преку отворен диалог. И во ова прилика би сакал да ја реафирмирам нашата поддршката на Република Македонија за целосно и забрзано интегрирање на Република Албанија во Европската Унија и надеж дека и двете земји ќе имаме напредоци на тој план. Односите со Македонија имаат посебно значење, исто и како што е и територијалниот интегритет на Македонија, кој што има основно есенцијално значење за доброто одење на работите на целиот регион и за чекорењето на регионот кон Европската Унија. Од друга страна, потребно е да го истакнам повторно тоа што постојано се кажува дека Албанија е заинтересирана за интензивни односи со соседите и во овој случај, значи со Македонија во сите области. Ние сме подготвени за да отвориме нови патеки во оваа соработка и да ја зајакнеме економската соработка со конкретни идеи и проекти за заеднички развој. Не треба да се заборави во ниту еден миг дека новата 2014 година е прва нова година во историјата на нашиот регион, нова година која што доаѓа без конфликт. Ова е прва нова година кога секој ќе биде во својот дом и нема да има оружје упатено кон соседот. Мирот во регионот е влезен во еден сосема нов процес со договорот помеѓу владата на Косово и владата на Србија. И за нас ова е нов голем прозорец за можности за регионален, економски и социјален развој.